Околу 60 милиони денари годишно средства од општинскиот буџет за изградба на нови и реконструкција и проширување на постојните сообраќајници во градот предвидува СДСМ во својата предизборна програма. Со тоа ја зголемуваме безбедноста на учесниците во сообраќајот и ќе го подобриме сообраќајниот крвоток на градот, рече на денешната пресконференција Александар Јовановски, кандидат за советник од коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Современиот начин на живот бара современи инфраструктурни решенија прилагодени за времето во кое живееме. Затоа во програмата Најдоброто за Куманово во мандатниот период од 2021 до 2025 година предвидуваме реален и финансиски издржан патокас за развој на инфраструктурата. Примарна цел представува поврзување на Куманово со регионот и развој на локалната и регионалната економија. Во таа насока предвидуваме продолжување на булеварот Октомвриска револуција и негово поврзување со автопатот Е75, со што ќе се растерети сообраќајот и ќе се овозможи брз проток на возила, односно ќе се избегне метеж во центарот на градот. Долгогодишниот проблем со паркинг местата во Куманово, според Јовановски, СДСМ ќе го решава со изградба на 3-катни гаражи со вкупно 1418 нови паркинг места, а до крајот на мандатот ќе се обезбеди и промена на примарната водоводна и канализациона мрежа и изградба на мрежа во населените места каде што нема. СДСМ има плани за брзана гасификација на Куманово со цел заштита на животната средина и намалување на трошоците на граѓаните и индустријата, посочи Јовановски.